Рускиот председател Владимир Путин ја обвини Турција дека соборувањето на рускиот борбен авион било со цел да ја заштити трговијата со нафта, што ја имала со милитантите на Исламската држава. Владимир Путин на маргините на Париската конференција за климатски промени оцени дека одлуката за соборување на авионот било голема грешка. Получили дополнителни данни, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти. Сега примевме дополнителна информација со која за жал се потврдува дека од местото каде што се произведува нафта и кое е под контрола на милитантите на Исламската држава и на други терористички организации, се пренесува нафта во Турција. Зато имаме секаква причина да веруваме дека одлуката за соборување на нашиот авион била донесена со желба да се обезбеди сигурност на оваа рута за снабдување до турската територија, рече Путин. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган наводите дека Турција се снабдува со нафта од милитантите на Исламската држава ги нарече клевета. Тој додаде дека неговата влада ќе делува трпеливо, а не емотивно пред да преземе какви било мерки како одговор на одлуката на Русија за воведување санкции кон неговата земја. Турција се обидува да обезбеди врските со Русија, незиниот главен снабдувач со енергија, да не бидат целосно прекинати, рече Ердоган на маргините на конференцијата на Обединетите нации за климатските промени. Москва претходно најави дека ќе го забрани увозот пред се на земјоделски производи од Турција, поминато неделното турско соборување на рускиот авион над асириската граница. Анкара тврди дека авионот го нарушил турскиот воздушен простор, што Русија негира. Американскиот Стейт Департмент соопшти дека доказите покажувале оти рускиот борбен авион го нарушил турскиот воздушен простор. Тоа го изјави американскиот амбасадор во НАТО Даглас Лут. Американските податоци кои ги имам видено се во согласно со турската верзија на настанот. Рускиот авион бил во Турција и таму бил пресретнат. Неколку пати бил предупредуван и не било по прв пат што руски авиони го нарушувале турскиот воздушен простор, рече Лут. Инаку на маргините на Парискиот самит председателите Барак Обама и Владимир Путин имале 30-минутен разговор, еден од малкуте директни конверзации меѓу двајцата лидери од избувнувањето на украинската криза во почетокот на 2014 година. Белата куќа соопшти дека Обама побарал од Путин да ги смири тензиите со Турција и изразил жалење за загинатиот руски пилот. При тоа било оценето дека ваквите инциденти се опасни и непожелни. Кремљ потврди дека Путин и Обама разговарале за политичкото решавање на конфликтот во Сирија.